2025 историски, значи рекорди урива царинската управа во однос на платите во текот на годината. Имаше и некои одредени месеци кои што беа истакнати како такви во однос на платата, па од тука ми е и прашањето на што се должи пред се ваквиот успех на царинската управа и они цела оваа наплата која што секако се влева во државниот буџет и како помага во економскиот раст на самата земја. Секако прво ви благодарам за убавите зборови, за убавата најава и како вовед во прашањето. Меѓутоа, не би сакал толку тоа историски да го потенцираме, бидејќи прво ние како нов менеджмент се насочивме да не се свртиме наназад, да работиме на напред и за нас е многу битно што во континуитет одиме подобро и подобро, од месец до месец. За историски можем да прифатам, имам точна информација дека да, имавме историски од 1991 година до денес историски најголема наплата на месечно ниво. Негде надминавме над 12,6 милиарди денари, колку што се сеќам добро, и тоа е историски податок. Другите можеби не се историски, меѓутоа ние како нов менеджмент во царинската управа имаме еден континуитет на позитивни резултати во работењето од аспект на оперативните работи и од аспект на полнење на буџет. Кога веќе спомнавте, значи кумулативно гледано, оваа година, заклучно со ноември месец, значи декември не е вкалкулиран, заклучно со ноември месец имаме наплатено приходи од 119,9 милиарди денари, односно 1,95 милиарди евра, што е за близу 5% повисок раст или 87 милиони евра повеќе од истиот период минатата година. Такви компарации правиме да видиме каде сме и каде се наоѓаме, односно да видиме како стојат и процесите во царинската управа, но и генерално во економијата во Република Македонија, затоа што сите овие бројки се непобитни показатели дека царинската управа на Република Македонија полека, но сигурно станува еден можеби од трите клучни фактори, параметри кои што ја движат македонската економија, односно ствараат подобри услови за подобрување на македонската економија и се генератор на позитивни процеси во државата. Во однос на новиот систем, тука се некои дополнувања ги споминавте, сите оние бројки кои што ги имаме низ оваа година и моторот на економијата секако се сите чинители натре, но тука веќе зборуваме и за еден систем кој што се планира и се воведува од царинската управа. Што се променува и што тоа ќе допринесе при самата работа на цариниците на границите, секако и на самата управа како таква, и дали тоа може да има плюс дополнителен импакт во сето она што може да се спречи за влез во државата, но од друга страна и во наплатата. Апсолутно сте во право. Секоја новина, поготово оние новини кои што се во сферата на дигитализацијата, многу може да придонесат за подобрување на резултатите на царинската управа. Поентата е само во тоа колку царинскиот службеник и оној што е од другата страна на царинската постапка ќе знае и ќе успее да ги искористи можностите што му ги дава овој систем. Тоа е многу битно. Ние, потенцирам, треба да го менуваме како учесници во царинската постапка, зборувам, и како царински службеник, но и сите од другата страна, како царински застапници, како транспортери. Мора да го менуваме мајндсетот, начинот на функционирање и на навлегување во самата постапка и незино реализирање. Ние како царинска управа апсолутно даваме се од себе во аспектот на дигитализацијата, да одиме понапред, затоа што тоа е неминовен процес денеска, не само во царинската управа. Неминовен процес на интегрирање со сите други институции, за да можеме што поефективно да возможиме услови за транспортерите и за сите други учесници во царинската постапка, истата да трае што пократко, со што помалку трошкови и со што помалку влијание на човечки фактор. Еден од таквите системи, на што како царинска управа можеме да бидеме горди, кој е веќе имплементиран и е дониран
од Царинската управа на Република Кореја е овој систем за кој што вие говорите сега, и од овој систем Царинската управа ќе има многу бенефити. Тест периодот веќе помина и ние го користиме ефективно. Истиот веќе ги интегрира во себе сите информации за транзит, за увоз, за извоз. Внатре ќе се интегрирани сите информации за прекршочни, за кривични пријави. Истиот ќе прави анализа на сите тие информации врз база на вештачка интелигенција и како готов производ царинскиот службеник ќе може да анализира што и како ќе треба да носи на детален, делумен или да помине некоја пратка без преглед. Тоа е многу битно во царинската постапка, затоа што на тој начин ќе обрзаме, на тој начин, а тоа не и поентата, како царинска служба, да овозможиме со што помал број на контроли, да имаме што поголем број на податоци. Не на податоци се извинувам, туку на погодоци. На погодоци. Што помал број на контроли, помалку застој, но анализа на ризик одлично направена, добра селекција и погодок. Со тоа ќе убрзаме постапката и погодоците ќе бидат зголемени. Секој ќе има корист, и државата како Република Македонија, и Царинската управа, и сите други што учествуваат во царинската постапка. Тоа е, значи, новината која што од сега ќе ја имплементираме во Царинската управа. Во дел на спречување на секој обид за криминал од суштинско значење ќе е и самата анализа на податоци за патници во воздушниот сообраќај. И тука имаме голем бенефит и ова ќе ни овозможи поефикасно таргетирање на високо ризичните профили на патници. И тоа ќе ни е многу битно, посебно за царинските службеници кои работат на нашите царински испостави на двата аеродроми. Трето, со системот се овозможува подобрување на квалитетот на податоци кои понатаму ќе бидат анализирани од наша страна како сектори и ќе врз основа на тоа, на она што ние ќе го заклучиме, ќе креираме мерки за понатамошно подобрување на економските политики во државата. И четврто, значи, овој систем ќе придонесе за подобрување на капацитетите во царинската управа во секој сегмент од нашата област на делувањето, се со цел спречување на криминал и корупција и заштита на финансиските интереси на државата, како и олеснување и забрзување, како што претходно напоменав, на целата царинска постапка од аспект на незиното траење во минутажа зборено и незиното скратување од тој аспект. И сосема имплементација на еден ваков систем од една страна, од друга страна царинската управа и како многу е потребна соработката со останатите регионални, можам да кажам и со примерот по Кореја е некој навистина добра соработка помеѓу две царински, докаде може на една друга држава да и се помогне, меѓутоа како стоиме со царинските управи од регионот, нивната соработка и колку е таа клучна за развивање и развој, па ете можеби и ние ако веќе имаме ваков систем да го пренесеме кон друг наш сосед да го имплементира доколку го нема. Како стои таа? Многу интересно прашање. Мислам дека досега никој ми го нема поставено, а за мене лично како прв човек на царинската управа многу битно. Затоа што кога дојдовме како нов менаџерски тим, почувствувавме дека како царинска управа некако сме, можеби лош збор е, изолирани, меѓутоа немаме доволно добар контакт со сите, за да во нулто време можеме да решаваме проблеми, барем со царинските управи од нашето обкружување. И тоа за мене беше неприфатливо како човек кој што од 2008 работи во царинска управа и знае дека комуникација помеѓу две царински управи или две блиски испостави меѓугранични од две држави мора да има соработка во нулто време и на тоа со нашите сектори за меѓународна соработка и кабинетот, значи направивме многу големо помрднување на напред. Дадовме доста голема енергија, искористивме во тој аспект. Се остварија средби и работни состаноци со сите во регионот. И еве помина година и 5-6 месеци ќе биде од тогаш наваму. Ние со Република Србија, со Црна Гора, со Албанија, со Косово,
со Бугарија, со Грција, со Словенија, со Хрватска имаме одлични основи, каде што колегите веќе на дневна основа, со Турција исто, со Република Турција, колегите на дневна основа веќе разменуваат информации, кога има потреба, нели, воспоставија контакти, секторски се поврза и веќе тоа наликува на нешто. Впрочем, резултатите што сега ги дискутиравме пред малку, оние кривични пријави, што се на некој си, ајде пак ќе речам, рекордно ниво, не се случајност. Не се случајност. Тоа е резултат на дел и информациите што сме ги добивале од колеги од другите царински служби. Сме се послужиле со некоја нивна информација, некој податок, некоја потврда од нивна страна. Така да, голема благодарност до сите царински служби во нашето опкружување, нашите соседи, кои што се нели на Западен Балкан, царински управи, меѓутоа и на сите кои што се веќе членови на Европската Унија, морам да ги споменам Хрватска, Словенија, Бугарија, Грција, веќе одлично функционираме, имаме одличен контакт. Јас ви благодарам за вашето одвоено време и за гостувањето во Bloomberg. Ви благодарам и на вас.